بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا كريم. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах субханаху ва таала, створителот на небесата и земјата. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата чесна фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец, неговиот суннет се до судниот ден. Почитувани браќа, ние сме почнати со една серија на предавања, а тоа е суннети запоставени или речиси заборавени, што пратеникот салаллаху алейхи ва селем ги практикувал, но луѓето или пак верниците, муслиманите во ова време не ги практикуваат повеќе. Или пак ги практикуваат некои од нив, а некои други ги занемаруваат, ги знаат, ама не ги практикуваат. А некои други пак скроз се заборавени, никој не ги знае. Од тоа што малце се практикуваат или не се спомнати од страна на учените луѓе, оџите. Оџата го знаат, ама можда не му идете редот, затоа што ретко од оџиве кои седат да објаснуваат книги со ред. И затоа тие зборуваат општи дерсови и тука можда не идет таа тема да се зборуваат. Затоа тоа што е ретко нешто. А ако ја земиш книгата и објаснуваш со ред, тогаш ќе стигнеш на тие месели, на тие прописи што никогаш можда не ги имаш слушнато. И кога ќе ги слушаш, ќе ги знаеш, а кога ќе ги знаеш, после тоа можда еднаш во животот ќе ги ставиш тие во пракса и ќе ги практикуваш. Кој знаеше од вас дека исто како што се повторува езанот, треба да се повторува и каметот? Кој знаеше од нас? Ретко, можда никој не знаеше дека треба да се практикуваат и е суннет да се повторуваат и каметот исто како што се повторуваат езанот, освен во зборот кад каметис сала, што велиме тука? Велиме исто или? Исто велиме, затоа што имаше еден хадис што веле дека треба да се зборуваат или да се кажуваат некој друг зикр, но тоа не е веродостоен хадис. Како што велиме кад каметис сала, како што велит муезинот, и ние велиме кад каметис сала. Но кога ќе идеме кај хајя ала сала, хајя ала фалах, што велиме овде? Што е од суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем? Ла хаула ва ла куввата илла билlah. Ла хаула ва ла куввата илла билlah. И кажавме дека што значи езан. Ние кога учевме за езанот, кажавме дефиниција на езанот. На кој му текни, кој го спомни дефиницијата на езанот? Што е? Известување за времето на намазот со определени зборови. Известување за времето на намазот со определени зборови. Што значи ова со определени зборови? Не можеш да известуваш ти со твоите зборови, дојте да клањате. Не, како известуваме? Го учиме езанот. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. И ова е известување за намазот со определени зборови. И кажавме еден долг хадис од Омер ибн Хаттаб што се пренесви, каде што велит пратеникот салаллаху алейхи ва селем, кога муезинот велит Аллаху акбар, Аллаху акбар, и некој од вас велит Аллаху акбар, Аллаху акбар, потоа велит ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, и овој велит ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммедан расулуллах, ашхаду анна Мухаммедан расулуллах. Кога ќе велит муезинот
hayya ala salah, hayya ala salah, nije velime la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah, hayya ala al falah, hayya ala al falah. Isto velime la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Velit prateniku sallallahu alaihi wasallam po toa, ko që reqit muezinot la ilaha illa Allah, ko që reqit muezinot la ilaha illa Allah, jo i velit la ilaha illa Allah iskreno od njegovото srce, velit pratenikot sallallahu alaihi wasallam, ke vleze vo gjennet. Ke vleze vo gjennet. Zamislite, човекот верникот ние кажаме дека може да влезет или му се прави обавеза дженнетот од абдесот па до намазот. Тој ностоп е во дженнет. Само треба да научит и да ги знаат хадисите што пратеникот салаллаху алейхи ва селем, како велит пратеникот салаллаху алейхи ва селем, кога ќе велит после абдесот имате една дова. Аллахума джални من التوابين واجعلني من المتطهرين إلى لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Велит пратеникот салаллаху алейхи ва селем после абдесот кој ја учи ова дова, кој ќе ја учи ова дова, му се отварат 8 врати на дженнетот. Му се отварат вратите на дженнетот. Значи тој уште од абдес во дженнет. Потоа велит кој ќе ги клања 2 рекати намаз после абдесот, концентриран во намазот. Концентриран во тие 2 рекати во намазот. Не е ван, не е во фабриката, во фирмата, во шефот, вамута, него концентриран каде? Во тие 2 рекати во намазот. Велит му се правите обавеза дженнетот. После езанот, кога ќе учит, пратеникот салаллаху алейхи ва селем кој вели ла илаха илlallah искрено од срце после муезинот, ќе влезе во дженнет. Значи гледајте колку е милоста на Аллах субханаху ва таала голема. Колку имаме ние потреба за знаење. Ние сме почнати со ова серија и кажавме за овие суннети дека од суннетите на езанот, заборавени суннети, е да се следува имамот. Ова веćината од верниците го практикуваат, посебно во арапските земји, значи муслиманите се практикуваат. Освен кај нас ретко, затоа што толку ние и знаењето. После да се донесување салават на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем по езанот и правење дова за постигнување на високата положба во дженнетот. Тоа вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем после езанот да донесиш салават на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и потоа да го молиш на Аллах субхану ва таала за ал-василата ал-фадила. Ал-васила е на висока положба, што тоа ќе му бидит, ќе му припадне на кого? На нашиот пратеник салаллаху алейхи ва селем. Па кој ќе го моли, велит пратеникот салаллаху алейхи ва селем, на Аллах за ова положба за мене, велит јас ќе посредувам за него судниот ден. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем ќе посредува за Аллах субхану ва таала да ти опрости твоите гревови судниот ден. Значи ова е еден благодат голем, доблест, што не треба да се занемарува. Ние ова вера не треба да ја земиме само формално. Не треба да ја земиме само формално. Муслимани сме така формални муслимани. Не, ова вера треба да ја земиме, да го следиме на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, да бидеме примери, да бидеме искрени и примери во општеството, во градот каде што живееш. Да го следи суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем со знаење и со искреност и секогаш да си тука, концентриран во тоа што го учиш. Затоа што вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем, Аллах нема да ја прифати молитвата од едно срце што е немарен. Значи не е концентриран во молитвата негово. Учит молитва, Аллах дај ми, а освари срцето не му е тука, срцето му е надвор. Не му е во довата што се молит. Аллах субхану ва таала сака да ти го слуша твојот глас. Ама Аллах субхану ва таала не е должен да ти одговара тебе одеднаш. Не е должен. Затоа што тој е створител, а ти си створение. Зашто некој ќе прашува, зашто го молам на Аллах субхану ва таала, што да правам? Го молам на Аллах, ама не ми го дава одма. Не ми се одзивја одма на мојата молитва. Ова е првото, да знаеш дека тој е створител, а ти си створение.
И Створителот знае што е подобро за тебе, него ти што знаеш за себе. Пример, детето мало, кога е бебе, 2-3 години, може да сакат нешто, ама е опасно за него, му го даваш ти? Тој те моли, плачи, или пак сака да се, кај шпоретот, да има допир до шпоретот. Не знае, тој гледа таму, светит нешто и сака да, кај оганот, со својот прст да допира. Го оставиш ти? Зашто? Штетно е за него, не е добро. Па и така и Аллах субхану ва таала не ти дава тебе можда некоја молитва, ти мислиш дека тоа е добро за тебе. Ама тоа можда да те однеси тебе во заблуда. Тоа можда ќе те однесува тебе каде? Во заблуда, ќе завршиш во оганот на џехенемот. И затоа не треба да се секидаш ако се молиш и Аллах субхану ва таала не ти го дава. Добро, продолжиме со другиот суннет што е запоставен кај народот или кај муслиманите, изговарање шехадет по слушање на езанот и дова со радиту биллахи рабба wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Prenесува Саъд ибн Аби Вакас радијаллаху таала ан дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: кој ќе рече кога ќе го слушне муезинот ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, после вели ќе го слушне муезинот ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах ва анна Мухаммеден абдуху ва расулух, потоа ќе велит радиту биллахи рабба ва бил ислами дина ва би Мухаммедин расула. Велит пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Што значи ова дова? Прво, сведочам дека нема друг Бог достоен за обожување освен Аллах. Еден кој нема придружник. И дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е негов роб и пратеник. Задоволен сум Аллах да ми биде господар. Ова е радиту биллахи рабба. Задоволен сум Аллах да ми биде господар. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем пратеник. И исламот да ми биде вера, ке му бидат, велит пратеникот салаллаху алейхи ва селем, простени гревовите. Добро, кога требит? Некои од учењаците се разликуваат сега кога требит. Кога ќе велит муезинот ашхаду ан ла илаха иллаллах на почетокот на езанот или кога ќе велит ла илаха иллаллах во крајот на езанот. Имам Неови и имам Синди, тие имаат мислење дека ова треба бит во почетокот на езанот. Кога ќе велите ашхаду ла илаха иллаллах, ти да велиш тогаш ашхаду ла илаха иллаллах и ова дова. Но други учењаци велат дека тоа треба да биде во крајот на езанот. Зашто? Затоа што вели тој ако тој сега се зафати со овие зборови, можда ќе му помине другите зборови на езанот, муезинот ќе продолжува, ќе оди подалеку со зборови и нема да може да го стигнет во време да го повторит езанот. Затоа велет дека треба ова дова, значи ашхаду ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммеден абдуху ва расулуху радиту биллахи рабба ва бил ислами дина ва би Мухаммедин набијан или расула. Ова треба да се изговарат во крајот на езан. Кога велит муезинот ла илаха иллаллах, последниот збор. И ова е она што е најточно, пак Аллах субхану ва таала знаит најубо. Добро, ова кој од нас го учит после езанот? Ова дова кој од нас го учит? Ретко. Ја не знам, немам слушнато до сега некој од брачава што го клања, имаме повторено заедно езанот, да имат учено некој ова дова. Радиту биллахи рабба ва бил ислами дина ва би Мухаммедин салаллаху алейхи ва селем расула. Значи, не го имам слушнато. Значи, ова е заборавен суннет, запоставен суннет, што ние треба да го оживееме овој суннет. Сега го научи да почнеш да го практикуваш од другиот езан, следниот езан, да почнеш да го практикуваш овој суннет. После тоа што се пропишува после езанот, дова после езанот. Човекот да се моли после езанот, молитва. Се пропишува дова по езанот. Тоа е време кога се прима довата кај Аллах субхану ва таала. После езанот, кога ќе заврши имамот, муезинот со езанот, да се молиш. Молитва, затоа што е време кога молитвата се прима
кај Allah subhanahu wa ta'ala. Пренесува Сехл ибн Саъд ас-Саиди радијаллаху ta'ala дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: во две времиња не се одбива довата. Во две времиња не се одбива довата. Која е првото? Вели дова по езанот. После езанот да се молиш, ова молитва не се одбива. Добро, кажавме ние дека ти се молиш, ама не ти се дава. Одеднаш. Кажавме зашто мојот да не ти се дава одеднаш. И имат и други причини. Мојот храната да ти биде харам. Пиењето да ти биде харам. Да имаш растено и да се имаш храната целиот си харам. И облеката ти е харам. Дури и облеката е харам. Велит пратеникот саллаллаху алейхи ве селем за оној човекот, што ги имаше пружено и ги имаше кренато рацете и му се молеше на Аллах субхану ва таала и беше патник. Беше уморен. Беше целиот валкан со прашина. Косата дури му се имаше расипано од она што беше патник. Значи сите себепи со пратеникот саллаллаху алейхи ве селем вели дека на патникот Аллах субхану ва таала молитвата не му ја одбива. На патникот Аллах субхану ва таала не му ја одбива молитвата. Така вели пратеникот саллаллаху алейхи ве селем. Затоа е суннет кога ќе си негде на патување, да се молиш. Да се молиш, затоа што молитвата не се одбива. Пратеникот саллаллаху алейхи ве селем кажи за овој човекот. Велит ги имаат кренато, меѓутоа и ги имаат кренато рацете на небо да се молит. А Аллах, пратеникот саллаллаху алейхи ве селем вели дека Аллах субхану ва таала се срамит кога неговиот роб ги креваат рацете на небо и му се молит, и Аллах субхану ва таала да му ги врати нула, без да му дава, без да му се одзивја на својата молитва. Аллах субхану ва таала се срами. Зашто на овој не му даде? Не му се одзивја, вели. Ома тааму харам, храната му е харам, облеката му е харам, пиењето му е харам, целиот е харам. Како вели пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, анна юстаджабу лидалик? Како да му се прифати молитвата него? Кога ние не пазиме што јадиме, не пазиме што пиеме, во кој ресторант седниме, ние оиме во секој ресторант и јади, донеси она. Од каде е дојдено храната, од каде е дојдено месото, дали тоа месо е халал, дали тоа месо е харам, не те интересира, битно е за тебе да е што? Од крава и од теле. Толку за тебе. И ти мисли дека тоа е халал од све. Не, дали е заклано по прописите од она што Аллах субхану ва таала исламот барат. Ова се прашаме ни. Кои се прописите, дали тоа месо е халал, дали тоа месо е харам. Ние не прашиме, јадиме и после Аллах дај ми, не ни дава. Не ти дава. Затоа што не ги имаш исполнато условите за Аллах субхану ва таала да ти се одзива во твојата молитва. Кога ќе исполниш условите, Аллах субхану ва таала ќе ти даде. Аллах субхану ва таала нема потреба за тебе. Ова треба да сватиш еднаш и до крај. Аллах нема потреба за нас. Ни за мене, ни за тебе, ни за никој на свет. Ни за мелеци, ни за джини, ни за пратеници, ни за никого. Аллах субхану ва таала нема потреба. Аллах субхану ва таала тој е богат. Тој е богат, најбогатиот. И Аллах субхану ва таала е што сам се заблагодарува. Нема потреба дури да му се заблагодариш. Ако му се заблагодариш, вели за тебе. Пак за тебе е тоа. Ќе ти се множат добрините, затоа што се покажуваш добар према Аллах субхану ва таала. Благодарен према Аллах субхану ва таала, ќе ти даде, ќе ти се зголемет. Ама ако се покажиш, ја негираш Аллаховата добрина, она што Аллах благословите, што Аллах субхану ва таала ти ги ма даено, ти ги негираш овие, што те чека? Казна и ќе те лишит Аллах субхану ва таала од добрините. Казна и ќе те лишит. Кај него ќе се вратиме. Сакаме, не сакаме, еден ден ќе се вратиме кај Аллах субхану ва таала. Кој мал, кој стар, морат за таму. Ва набилукум бишерри вал хајри фитнетен ва илајна турџаун. Аллах субхану ва таала знае да те искушуваат и со добро и со лошо. Немојте да мислите дека некогаш кога ти се пружи дуњалукот и тоа е добро. Не, мој ти тоа да е искушение. Мој со тоа Аллах субхану ва таала зато велет. Дека ако Аллах субхану ва таала ти дава добрини, благослови, богатство, деца, здравје, све имаш во ред. И после тоа ти не му си покорен на Аллах субхану ва таала. Потоа ти не му си покорен на Аллах субхану ва таала.
Allah subhanahu wa ta'ala те привлече, те привлекува кон Аллаховата казна. Ти не знаеш. Allah subhanahu wa ta'ala ги има спомнато овие примери во Куран. Allah на некого све му има дано и потоа ги има фатено со казна кога тие им се мисле дека веќе има стигнато онај нивото на добрината. Никој немој да ги уништи. Ние сме најаките. Тогаш иде Аллаховата казна. Кога се мислиш дека све е добро во ред тие, Allah subhanahu wa ta'ala етаху амруна, вели. Тогаш ќе му иде нашата наредба, вели, и ќе ги уништи. Затоа првото е да му дова по езанот. А ова е суннет, што треба да се практикува. И дова при дожд. Дова при дожд. Кога човекот се молит додека што при дожд. Се молиш, молитвата твоја е прифатена. Така велит пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Овој хадис го пренесува имам Хаким и имам Шейх Албани вели дека овој хадис е добар. Исто така Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: барајте го времето кога се прима довата. Барајте го времето кога се прима довата. И потоа ни кажвит кога. При средба на војските. Во време кога се среднет војските. Муслиманите со немуслиманите. Тогаш некој ако се молит, молитвата е прифатена. Велит пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Воспостапување намаз. Пред да клањаме фарз намаз, после езанот. Кажавме дова по езанот. Да се молиш пред да се воспостави намазот, молитвата е прифатена. И спуштање дожд, велит. И спуштање дожд. Кога ќе се спушти дождот, да се моли човекот, Allah subhanahu wa ta'ala ќе му ја прифати молитвата. И овој го пренесува имам Шафи'i рахимахуллаху ta'ala во книгата Ал-Ум. И Шейх Албани исто го класифицира овој хадис и вели дека го оценил за добар. Друго, дова меѓу езан и икамет. Дова меѓу езан и икамет. Се пропишува за муслиманот дова меѓу езанот и икаметот. И ова е запоставен суннет, заборавен суннет. Бидејќи тоа е време кога довата се прима. Енес ибн Малик радијаллаху та'ала пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: довата не се одбива меѓу езан и икамет. Довата не се одбива меѓу езан и икамет. Браќа, овие не се приказни. Ова кога го кажи, кој го кажи? Пратеник на Аллах субхану ва та'ала. А пратеникот на Аллах не зборите од својот ум. Тој не знае кога е прифатена молитвата, освен кој го информирал. Кој му даде вест, кој го известувал. Кој? Аллах субхану ва та'ала. Затоа ние асхабите трчае да и знаат овие работи. Кој повеќе да се доближи кон Аллах субхану ва та'ала. И затоа и разлика имат меѓу нас и тие. Затоа што тие трчаат кон добрите дела, кон добрите, кон она што е севап. Зарем ние немаме потреба да му се молиме на Аллах, прво да се прашуваме. Зарем ние немаме потреба да му се молиме на Аллах? Или имаме? Секој од нас имат некоја потреба. Наместо да ми се жалиш мене и да му се жалиш на другиве, жали му се на Створителот на небесата и земјата. Кај него не се одбива. Кај него доволно е само да велит кун фејекун. Прави се и се прави. Доволно е. Толку. Кај него немат нешто што го спречува, што му него да го спречува, да му стави препрека него. Немој никој. Сите сме ние во неговата рака. Никој немој да го спречи на Аллах субхану ва та'ала. Никој. Све овде што имаме неправда, зулум, ова е од нашите раце, не од страна на Аллах субхану ва та'ала. Ние го заслуживме, па Аллах субхану ва та'ала ни го даде. Го заслуживме неправдата и зулумот и да бидеме притиснати, па Аллах субхану ва та'ала ни го даде. Затоа што да бевме добри како што Аллах барат од нас, ќе бевме различни, ќе се разликувавме. Немаше да бидеме она што сме во денешните времиња. Немаме да. Се додека да се вратиме во Аллаховата книга и да го следиме суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем како што треба, како што наредил, тогаш Аллах субхану ва та'ала ќе не креват, ќе не воздигнува
во степени и во дуња и во ахиретот. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah subhanahu wa ta'ala veli кој му сврти грб, кој ќе му сврти грб на што? На Аллаховата книга, на суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. За него ќе има еден тежок живот. Тежок живот. Со искушенја исполнати, со проблеми. И затоа врати се кон Аллаховата книга пред да биде касно. Ке посакуваш. Можда ова здравје нема да го имаш тогаш. Сега имаш здравје, имаш свет, има дан Аллах subhanahu wa ta'ala. Ке се правиш пишма на овие зборови, можда сега ги слушаш од мене. Ама јас не сум вечен. И ја не сум без грешка. И јас сум човек. И ја можам да грешам. И овие зборови можда нема да ги слушаш пак повторно од мене. Истото нема да го слушаш секој ден. Ама ќе се потсетиш покасно. Кога ќе остариш, можда ја нема да сум тука. Ама ќе се потсетиш. Кажа оđата пред колку години. Ама сега веќе велиме она касно палиш. Сега веќе касно палиш. Зато немој да го занемаруваш, да го оставиш. Чека, имат време, млад сум уште. Не. Смртта не чекат млад стар. Не чекат. Пишет негде дека смртта е само за старите. Имате читано тоа негде? Не, Аллах subhanahu wa ta'ala ти каже дека смртта е за секој бебе, уште не родено, умрит во стомакот на мајка му. Што ти кажува тоа? Ова е една порака за тебе и за мене. Порака е ова. Дека во смртта нема чекај, млад сум, јас сум силен сега, здравје имам, машала облечен, дотеран све, и да се мислиш ки знај кој сме ние. Не кај Аллах subhanahu wa ta'ala се облеката надвор. Да, е сунет да се облечиш добро. Е сунетот. Ама пред да се облечиш добро надвор, многу е битно да си облечен добро натре. Со таква лак. Со богобојазливост, да си облечен натре. Ова е многу битно пред да се облечиш надвор. Затоа што Аллах subhanahu wa ta'ala не гледа во вашите лица. Така вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, ни во вашите тела, не го гледат каде? Во вашите срца и во предавањето на муслим, пренесувањето на муслим, што велат? Во вашите дела. Како го постави? Тоа го гледат Аллах. А ова што си надворешно, Аллах subhanahu wa ta'ala има створено така. Не си одбрал ти, не сум одбрал јас да бидам овој што сум. И затоа оние што се шалет и се шегуваат со оние што изгледот не му е добар, тие уствари најголемиот грев го прават. Затоа Аллах subhanahu wa ta'ala вели: "Ваилун ликулли хумазатин лумаза." Тешко за оние што се шегуваат, макар со ишарет, макар со збор. Тешко за оние, вели. Тешко, кога Аллах subhanahu wa ta'ala вели тешко, ова ваил велит учењаците дека е едно место во џехенем. Тие ќе влегуваат тука. Зашто ти се шалиш, се шегуваш со кога? Со Аллах. Аллах го има створено. Ова е, значи, да не се прошириме многу, довата не се одбива меѓу езан и икамет. Во верзијата кај Имам Ахмед стои, навистина довата не се одбива меѓу езан и икамет, затоа упатувајте дова, вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Овие се некои заборавени суннети. Овие се некои заборавени суннети во врска со езанот.